Предупредување, видеото има содржина која некогаш може да му пречи. Препорачана дискреција на гледачот. Добро дојдовте тоа 6-та епизода Are You Scared? Денес имаме една многу интересна тема за дискусија. Се работи за едни руски агенти, исто така тука е Путин вмешан, чиме Путин вмешан мора да има некои интриги да речем и можеме да почнеме да не е многу, да не е одугувачно многу, можеме веднаш да почнеме. Кој беше несреќниот Александар Литвиненко? Роден во Русија, Литвиненко започна да работи за КГБ во 1980 и на крајот стана подполковник откако КГБ стана ФСБ. Контраразузнавање и служба за внатрешна безбедност во Русија. Таму се верува дека тој се скарал околу корупцијата со ФСБ со неговиот највисок претпоставен Владимир Путин. Не се карате со Путин, тоа е моја лекција. Литвиненко исто така напише книга наречена Удар на Русија, теророт внатре. По напуштањето на службата. Во книгата тој тврди дека во 1999 година агентите на ФСБ бомбардирале стамбени блокови во Москва и другите градови. За овие бомбашки напади претходно се вели дека били извршени чеченски сепаратисти, но во книгата Литвиненко сугерираше дека овие бомбашки напади се користат како оправдување за руската инвазија на Чеченија. Значи тој бил поранешен агент на КГБ и сега откако не бил више во КГБ почнал некој да истражува за некои мучки што се правеле во Русија и ете стигнал до Путин на крајот на тие мучки и сега сака да го обвини, па ќе видиме што ќе следува, мислам понатаму што ќе следува. Во 2000 година, повикувајќи се на прогон, Литвиненко избега во Велика Британија каде што добил азил. Откако почна да живее во Велика Британија, тој не ја криеше својата спротивставеност кон рускиот лидер, критикувајќи го Путин јавно. Литвиненко беше дел од кругот на претераните руски критичари во 2003 година. Литвиненко беше регрутиран од МИ6. Тој даваше информации за високи личности во Кремљин и нивните врски со организираниот криминал во Русија. Да, веќе реков, тој сака да открие криминалот во Русија и заврши трагично и уште да кажам не се игледа со Путин. Литвиненко ги извести властите дека се соочил со малтретирање и закани откако избегал во Велика Британија. Например, мајор Андреј Понкин, поранешен колега, намерно го контактирал во 2001 година, велејќи му или ќе се вратиш во Сандак во Русија или ќе бидеш газен од воз. Каква закана е. Ова е како некоја закана од американските филмови. Многу добро му се заканили, ето тука више Литвиненко почнал да дознава кој му е непријател и зашто тие сака да му наштетат на него. За Литвиненко се верува дека станал британски државјанин во 2006 година, истата година кога мистериозно починал. На 1 ноември 2006 година Литвиненко пиел чај во хотелот Милениум во централен Лондон заедно со Андреј Луговој и Дмитрий Ковтун, двајца поранешни руски агенти. Се вели дека Литвиненко планирал да патува во Шпанија со Луговој и дека ги истражува врските на мафијата во Русија со Шпанија. Вреди да се напомне дека Литвиненко во тој период го истражувал убиството на Ана Политковскаја, руска новинарка која пред да биде застрелана во незиниот стамбен блок во Москва, претходниот месец добила смртни закани. Значи ето тој сака да истражи некои такви слични случаи, тоа што сака да го истражи, подоцна му се случило на него. После ова средба со Лугово и Ковтун на Литвиненко му се свошило и пораќал цела ноќ. Тој бил принет во лондонската болница 3 дена подоцна, каде што неговата состојба се влошила. Во рускиот сервис на BBC го интервјуираше Литвиненко на 11 ноември. Литвиненко рече дека тој бил жртва на сериозно труење и дека е во многу лоша форма. На 23 ноември 2006 година Литвиненко почина со своето семејство покрај него 3 недели по неговиот состанок со Лугово и Ковтун. Лекарите не биле во можност да диагностицира состојбата на Литвиненко додека бил хоспитализиран, но по неколку часа од неговата смрт резултатите од тестот потврдија неверојатно високо ниво на субстанцата полониум 210, радиоактивен изотоп во неговото тело. Те отруле, Литвиненко, те отруле, полониум си ти нашли во телото, многу отровен изотоп е тоа. Мори, гледа, што му се случило. Докторот Наталио Кери, форензичар во домашната канцеларија, подоцна рече за постсмртен преглед. Ова е опасната посмртна аутопсија што некогаш направена во западниот свет. Да, значи,
мислам дека тој бил отруен, му нашле полониум во него, тоа е многу еден смртоносен хемиски елемент и еве дури неговиот доктор што му направил посмртниот преглед рекол дека ева е една од неопасните посмртни аутопсии што некогаш били извршени и до таму била сериозна работа. Да ги разгледаме можните теории за смртта на Литвиненко. Првата теорија вели дека официјалните заклучоци од извештаат за истрагата на Литвиненко составен од председател на истрагата Сер Роберт Овен, објавен на 21 јануари 2016 година, објаснува дека постојат многу докази кои вмешуваат Андреј Луговој и Дмитрий Ковтун и нивната средба со Литвиненко во пин бар во хотелот Милениум. Форензичките докази укажаа на високо ниво на контаминација со полониум 210 во еден од чиниците и масата каде што седеше Литвиненко. Ниту едно од другите места каде што го отиде Литвиненко дојде немаше споредливо ниво на контаминација како што имаше таа контаминација во телото на Литвиненко. Сер Овен пишува: сигурен сум дека господин Луговој и господин Ковтун го ставија полониум 210 во чајник на 1 ноември 2006 година. Исто така сигурен сум дека тоа го направија со намера за да го отрујат господин Литвиненко. Сер Овен објаснува дека е сигурен дека имале намера да го убијат Литвиненко и биле свесни каква материја користеле. Сепак тој не верува дека тие разбораат точно каква субстанција користат и тој е сигурен дека Луговој и Ковтун го труеле Литвиненко по наредба на некој друг. Постоја многу докази што ги поддржуваат заклучоците на Сер Овен. Луговој и Ковтун оставиле траги од полониум каде и доле на ресторантски маси, во авион, дури во еротски ноќен клуб. Ха, почнувам вас двајца, кога сте го труле господин Литвиненко, сте отишле во ноќен клуб. Едне нормални Русија. Да, ова е типична руска работа, а тоа не сватиле каква субстанција користеле, затоа го расеале, нели, отровот по нив, нели, го нашле полониум од ресторански маси во авиони, дури во еротски ноќен клуб. Значи сега дека што оделе го расеале, нели, што се вика, отровот, и тоа докажува дека тие можеби не знаеле што користеле и дека тој отров им бил даен од да нив им бил даен од некој друг. И тие само нели извршиле наредба. Покрај тоа смртта на Литвиненко навидум се вкопува во низата на чудни смртни случаи во Велика Британија кои од тогаш се поврзани со Русија. Во 2013 година Борис Березовски беше пронајден мртов во неговиот дом во Велика Британија. Властите рекоа дека нема знаци на борба, поради што се чини дека тоа било самоубиство. Сепак Березовски имаше многу непријатели во Кремлин. Во 2012 година Александар Препелични, финансиер кој демонстрираше докази дека руски даночни службеници наводно извршиле измама, почина да очекувано дека трчаше во Сари. Тоа е едно градче во Англија, во Јужна Англија поточно. Според американските шпиони има разузнавачки информации што кажува дека тој најверојатно бил убиен по директно наредба од Путин или луѓе блиски до него. Во март 2018 година британски шпион и поранешен руски службеник и неговата ќерка беа труени со нервен агенс што ги остави во критична состојба. Да, ова е првата теорија, сега можеме да разгледаме втората теорија. Втората теорија дека смртта на Литвиненко може да биде во интерес на оние во Велика Британија кои не сакаат да бидат екстрадирани во Русија. Луговој сугерираше дека Борис Березовски бил вмешан во смртта на Литвиненко, притом негирајќи ја својата вина. Други шпекулира дека Березовски би може да биде одговорен за убиството како средство за расипување на имиџот на Путин. Истражниот извештај потврдува дека некој ги обвинија Березовски дека им нарече смртта на Литвиненко страв дека Литвиненко може потенцијално да го ценува. Значи Березовски имал правил некои лоши работи и Литвиненко го фатил и може да го ценува и затоа Березовски го убил Литвиненко. Ова е инсайд работа, нели, помеѓу русите. И да видиме на каде ќе одива втора теорија. Извештајот исто така признава дека Литвиненко на моменти изборува за преземање на некаква форма на акција против господин Березовски. Иако во извештајот исто така се забележува дека не се чини дека тој некогаш преземе некои од овие активности, исто така се вели не беше вообичаено за господин Литвиненко да предвага акција во разговор со пријатели и со работници кои никош не дојдоа на ништо. Господин Литвиненко и господин Березовски останаа пријатели до крајот на животот на господин Литвиненко. Таму немаше уцена, затоа немаше мотив Березовски да го убие Литвиненко. Покрај тоа во извештајот се забележува дека токму Луговој активно ја проследува идејата дека Березовски стои за смртта на Литвиненко. Да, ако си крив ќе наметнуваш други луѓе, ќе сакаш да се извадиш и ова е типично од Андреј Луговој.
Третата теорија, Литвиненко би можел да се самоуби ако имало некакво неизлечливо боледување од некаков вид. Се вели, ако знаеше дека умира, тој може ќе земеше отров и ќе подпишеше на сите документи што му ги донесоа неговите сојузници. Адвокатот на Лугово исто така побара да се разгледа истрагата за смртта на Литвиненко. Сепак извештајот од истрагата објаснува како Марина Литвиненко, вдовицата на Александар Литвиненко, обезбедила доказ дека Литвиненко бил доста активен во времето на неговото труење, не страдал од депресија, ниту од некаква друга болест. Таа истакна дека се додека го познава својот сопруг, тој никогаш не би размислил да се самоубие. Пријателките пред другите пријатели на Литвиненко ги поддржаа ставовите на Марина за ова прашање. Во извештајот исто така се забележува дека Литвиненко нема никаков пристап до Полонин 1010 пред да биде отруен. Да, ова последна теорија мислам дека е најневеројатна. Тој иако бил човек што би се самоубил ако боледува некоја неизлечлива болест, наместо во маки страдања би се самоубил и лесно би умрел, што се вика. И да имал, иако бил таков човек, сепак не се докажува дека имал некаква болест пред труењето и нели сите братели го негирале тоа, дори со својата жена рекоа дека тој никогаш не би се самоубил. И со оваа теорија ја закочуваме денешната епизода. Се надевам дека ви се допадна содржината, нели руската политика секогаш привлекува многу внимание и мислам дека оваа епизода беше интересна. Што се однесува до мене, мислам дека првата теорија е најверојатна, дека Лугово и Ковтун биле испратени дали од Путин, дали од некои други негови блиски соработници да го убијат Литвиненко поради неговата работа, нели поради тоа што сакава да ги открие за мучките што ги правеле Путин и другите. Мислам дека тоа е најверојатна теорија. Како и да е, овој случај е останал неразјаснет и можеме само да речеме дека се надеваме дека во поскоро време ќе се открие како точно и зашто и кој губил Александар Литвиненко. Можеме да ја заклучиме оваа епизода. Се гледаме во следната епизода Time is Scared.